Сузбивање на сивата економија, поголема сезонска вработливост на работоспособните граѓани, без при тоа да ги изгубат бенефитите кои дотогаш ги стекнале при својот работен век. Ова се само дел од придобивките на новиот закон за работен ангажман кој стапува на сила од нова година и за кој денеска се дискутираше во регионалната стопанска комора во Прилеп. Фатени се неколку стопански гранки кои ќе можат да го користат овој закон, а тоа се земјоделието, угостителството и секако услужните дејности во домаќинството. Во областа земјоделие може да бидат вкупно ангажирани 180 денови во годината, во угостителството и услужните дејности во домаќинство 120 дена. Со овој закон се очекува да бидат опфатени вкупно околу 17.000 лица, 10.000 во земјоделието и 7.000 во угостителството и услужните дејности, со можност во иднина да биде проширен и врз други дејности, согласно потребите на пазарот на трудот. Значи, она што е најинтересно и најактуелно за деночните обврзници е воведувањето на системот за e-фактурирање, чија пилот имплементација ќе започне од 1 јануари 2026 година. Ова ќе значи огромен импакт во делот на угостителството, она што сите угостители, бидејќи нашите млади заменуваат на работа во странски држави во делот на угостителството најмногу, но сепак и во другите индустрии има потреба. Локалната самоуправа или општина Прилеп е сериозен партнер на прилепското стопанство. Стоиме тука како мост за поврзување помеѓу централните институции и локалното стопанство. Особено ни е важно локалните фирми да имаат предвидлив економски развој. Инаку со овој закон се опфаќаат пензионери, студенти, вработени и невработени лица во социјален ризик, како и ученици од 16 до 18 годишна возраст.